Господјо Василевска, кои се главните заклучоци од мешовитиот парламентарен комитет, состанок кој што се одржуваше во изминатите 2 дена во Скопје? Ние разговаравме на клучните теми кои го тангираат евроинтеграцијскиот процес на македонската држава во Брисел. Од нашите колеги од Европарламентот, со копредседателот господинот Карло Реслер, водевме навистина динамичен и содржаен состанок кој што беше поделен во 2 дена на темите како што се правна држава и владење на правото, корупција, понатаму добрососедски односи, меѓусебна билатерална и регионална соработка, секако слободата на говорот, слободата на медиумите и граѓанските организации. Ги фативме и темите на транспорт и инфраструктура, бидејќи цениме дека е тоа тема која што не допира сите во 21. век и како можност да ги развиваме овие процеси во иднина, животната средина и здравјето на луѓето и секако најактуелната тема на светско ниво тоа е вештачката интелигенција и сајбер безбедноста. Која е главната порака што произлезе од овој состанок според вас? Па со оглед на тоа што овој комитет веќе 21 година од своето формирање заседава, ова беше 23-тиот состанок на истиот, нашата порака е заеднички со нашите колеги од Европскиот парламент да помогнеме во процесот на асоциација на македонската држава во европското семејство. Дали ќе се забрза процесот на интеграција на нашата држава во Европската унија, врз основа секако на ставовите и мислењето што ги слушнавте во изминативе 2 дена? Имаше навистина конструктивни предлози, конструктивни дискусии и огромна енергија позитивна и поддршка кон можноста да се најде заеднички јазик за придвижување на процесите. Европската унија е огромен организам во чии што рамки во сите правила и принципи на и по географија, но и по идеологија припаѓа нашата држава, но за нас не е само поединечна игра, туку и би рекла и регионот на Западен Балкан и на тој начин нам ни се чини дека ќе отвориме ново поглавје во светската историја, бидејќи ќе ги прекинеме старите парадигми и оние ретроактивни процеси кои што ја уназадуваат оваа патека. Од таму, навистина, имавме активно и проактивно действување и секогаш контактот со нашите колеги од Брисел ни помага во многу аспекти, не само во поттикнувањето за развојот на демократските процеси, туку и да наоѓаме начини да разговараме на теми со парадигмата на 21. век. Господине Реслер, што ќе однесете од Скопје како впечаток во Европскиот парламент и која е пораката што ќе ја пренесете од овде до вашите колеги? Pa prije svega nema dileme da smo se uvjerili u predanost Sjeverne Makedonije na europskom putu. Jasno je da nakon praktički 2 desetljeća da je Sjeverna Makedonija država kandidatkinja se osjeti i frustracija nakon cijelog niza teških i bilateralnih pitanja koji su bez ikakve sumnje, a velikim dijelom i razumljivo, testirali i povjerenje, ali testirali i strpljenje makedonskog društva i to je nešto što je kontekst u kojem smo danas. Međutim, također je jasno da se trebamo i želimo orijentirati prema budućnosti, da je to bila i ključna poruka delegacije koju sam predvodio, koja je široka, koja je pluralna, koja predstavlja cijeli parlament i koja govori da je Sjeverna Makedonija sada u jednoj situaciji kada se otvara prilika da iskoristi jedne drugačije geopolitičke okolnosti koje jednostavno postavljaju pitanje proširenja više na dnevni red nekih drugih institucija Europske unije, ne samo Europskog parlamenta koji je tradicionalno prijateljski nastrojen i prema Sjevernoj Makedoniji, ali isto tako i prema pitanju proširenja. U takvom kontekstu takvu priliku sada treba iskoristiti, nije jasno do kada će takve okolnosti trajati, a to se radi sa konkretnim rezultatima, sa reformama o kojima smo razgovarali i ovdje i sa predsjednikom vlade, isto tako i sa predsjednikom Sobranja. To su nekako ključni utisci, ali i ključne poruke našeg posjeta Skopju. Дали мислите дека општите геополитички случувања во светот
со доаѓањето на новата американска администрација може да потикне одредени процеси во Европската унија. Мислам повеќе и го нагласувам процесот на интеграција на Северна Македонија во Европската унија. Дали мислите дека тука може да очекуваме одредени забрзувања, нели Европската унија ако сака Западниот Балкан да остане дел, односно да стане цел Западен Балкан да биде во ЕУ, бидејќи тоа е од интерес? Cijela Europa živi u jednom sve opasnijem svijetu u kojem se tektonske promjene događaju praktički preko noći i u takvom kontekstu pitanje proširenja postaje još važnije nego što je bilo ranije i možda kod nekih drugih sugovornika. Također postoji jača svijest o tome da između Hrvatske i Grčke se ne nalazi nekakav sivi, crni prostor, nekakva rupa, nego da se nalazi integrativni dio Europe i da će pravi proces europskih integracija biti zaključen tek kada i svih 6 država takozvanog Zapadnog Balkana, jugoistoka Europe, bude integrirano u tu europsku obitelj. Da, takav imperativ mislim da postoji, takva svijest također postoji, međutim sada je na obje strane da naprave svoj dio posla i da pokušaju osigurati da i Sjeverna Makedonija, ali i ostale države budu bliže Europi u jednom pravnom smislu, ali isto tako još šire u pravom civilizacijskom smislu, jer u konačnici to je ono što i makedonsko društvo svjedoči stoljećima sa bogatom tradicijom, identitetom, poviješću i koji neće izgubiti na važnosti, nego upravo suprotno unutar Europske unije treba i bit će, vjerujem, obogaćen, jednako kao što su to bili nacionalni identiteti drugih suverenih država koje sada žive i kojima zajedno surađuju ovakvim sve težim uvjetima na razini Europe. Многу ви благодарам на двајцата. Се надевам дека од Скопје ќе пренесете позитивна порака и дека многу скоро ќе тргнеме на патот на кој што застанавме до ЕУ. Hvala puno vama.